Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во вториот квартал од 2023 година. Точка број 2. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Битола. Точка број 3. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You. Точка број 4. Одлука за изменување на одлуката за ценовникот за користење на спортски објекти на подрачјето на општина Битола. Точка број 5. Одлука за примање на донација на техничка документација основен проект за реконструкција на спортски игралишта на КП број 6027, катастарска општина Битола 1/2, општина Битола од Доел Стентон градба Битола. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во МЈП Пела Линк Битола. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на граѓаните на општина Битола. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за изведување на монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за услужни работи и паушали на ЈКП Водовод Битола. Точка број 10. Решение за давање согласност за донесување на ценовник за изведување на градежни работи и монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола. Точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за промена на цената на услугите за корисниците сместени со индивидуални договори во Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Точка број 12. Годишен план за вработување Дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2024 година. Точка број 13. Годишен план за вработување во Основно училиште Стив Наумов Битола за 2024 година. И точка број 14. Годишен план за вработување на Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2024 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. 4 за. Почнуваме со точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во вториот квартал од 2023 година. Го имаме представникот, ќе ве молам многу кратко да ни образложите, а потоа ќе преминеме на прашања. Повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани присутни, накратко да го проследиме образложението за извршување на буџетот на општина Битола за вториот квартал од 2023 година. Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа се утврдува врската на градоначалникот на општината до Министерството за финансии, до Советот на општината, кварталните извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок од 1 месец по завршувањето на кварталот да се достават до истите. Во буџетот на општина Битола за вториот квартал биле реализирани приходи во износ од 420 милиони денари од планираните 920 милиони денари или 45,66%, додека реализираните расходи се во износ од 394 милиони денари од планираните 920 милиони денари или 42,86%. Динамиката на движење на приходите во вториот квартал е следнава. Данокот од доход и добивка е реализиран со 89,63%. Данокот на имот за вториот квартал со 50,44%. Данокот на специфични услуги со 74,59%. Таксите за користење или дозволи за вршење на дејност со 10,33%. Глоби судски административни такси со 36,86%. Такси на доместоци во вториот квартал со 62,47%. Други неданочни приходи имаме со реализација од 36,61%. Продажба на земјиште со 15,75% и трансфери од други нивоа на власт со 30,15%. Динамиката на движење на расходите оди според следниве програми. Извршувањето на расходите во буџетската сметка е со 42,86%. Програмата на Совет е реализирана со 47,40%. Локален економски развој со 21,31%. Проекти за енергетска ефикасност со 45,63%. Програмата Градоначалник со 49,57%. Местната самоуправа е реализирана со 18,71%. Општинската администрација со 43,33%.
40,33%. Програмата капитални трошоци со 47,59%. Програмата одведување и пречистување на отпадни води со 100%. Програмата јавно осветление со 63,38%. Јавната чистота е реализирана со 45%. Програмата за одржување и заштита на локални улици и патишта и регулирање на сообраќајот со 39,5%. Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило со 75,26%. Програмата за други комунални услуги со 80,57%. Програмата за изградба на системи за водоснабдување реализирана со 9,57%. Програмата за реконструкција водоводна мрежа булевар Први мај 100%. Изградбата и реконструкција на локални улици и патишта 38,19%. Изградбата и реконструкција на локални патишта и улици Довлеџик е реализирана со 100%. Крушевска република со 26,52%. Реконструкција на 7 јули со 58,96%. Изградбата и реконструкција на булевар Први мај 98,24%. Реконструкција на улица Наум Наумовски Борче 99,78%. Македонска фаланга 100%. Изградба на атмосферска и фекална канализација со 34,56%. Реконструкција на канализациона мрежа во населба Недопирливи 100%. Други комунални услуги 10,94%. Изградбата на парк со 13,88%. Музејска и кинотечна дејност со 69,28%. Културни манифестации со 86,13%. Партерно уредување околу офицерски дом со 56,19%. Спорт и рекреација со 99,84%. Спорт и рекреација капитални расходи со 36,51%. Реконструкција на фудбалски стадион под Тумбекав е 74,62%. Основното образование со 59,72%, противпожарната заштита со 45%. Програмата за противпожарна заштита капитални расходи со 27,99%. Програмата за заштита на животната средина со 4,45%, урбанистичкото планирање со 64% и родовата еднаквост со 59,67%. Корисниците на средства од наменска и блок дотација имаат реализација во вториот квартал од 45,17% или расходите им се реализирани со 43,97%. По Програмата детски градинки е реализирана со 32,54%, домот за стари лица со 40,78%, музејска и кинотечна дејност 40,90%, основното образование со 50,08%, средното со 40,34% и програмата за противпожарна заштита со 49,64%. Вкупно реализираните приходи па кај сметката самофинансирачки активности во вториот квартал е реализацијата со 26,38% или кај расходите со 23,79%. Исто така извршувањето на расходите кај сметката самофинансирачки активности по програми е следнава. Детските градинки имаат реализација од 24,58%, домот за стари лица со 37,94%, капитални расходи кај детските градинки со 8,22%, капитални расходи кај домот за стари лица 2,93%, музејска и кинотечна дејност со 10,12%, основно образование со 10,58%, средно образование со 22%, капитални расходи кај основното образование имаме реализација од 11% и капитални расходи кај средното со 3,78%. Вкупните тековни оперативни расходи од сметката донации од планираните 87 милиони денари има реализација во вториот квартал од 13 милиони денари или 15,62%. Исто толкава реализацијата и на расходите. Со средствата од донации се реализираат проекти кај локалните јавни установи, детската градинка Естра Овадија Мара, основните училишта Даме Груев, Александар Турунџев, средните училишта Јане Сандански, како и проектите на општина Битола. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој има прашање? Јас имам неколку. Прво, не слушнав, Благица, извини. Колкава реализација имаме за животна средина? И за шо е? Дали може да ми кажете?
Реализацијата на програмата за животна средина е 4,45%. Ова е за заштита на животната средина, за реализација на програмата каде што се субвенционирањата. Таму се уште нема почнато со Вака, сега исплата. сакам да ви проставам прашање како финанси. Зошто не се врши исплата на луѓето кои добиле клими по јавниот повик? И која е таа правна основа кога ние имаме јавен повик со ограничени средства и на тој јавен повик добиле клими? Врз која правна основа вие како финанси можете да го ја проширите таа ставка? И зошто, ако имаме средства за тие што регуларно си добиле, зошто не ги исплаќате? Од моите сознанија за двете субвенционирања, значи работат комисии. Значи не постојат две субвенционирања, еден јавен повик имавме за клими. Мене ме интересира зошто не се врши исплата на климите кои ги добиле луѓето регуларно на јавниот повик. Јас мислев, се извинувам, јас мислев за двете, во смисла и за дограмата и за климите. Во делот на првиот повик што е за климите, значи работи на повикот комисија. Комисијата одлучила дека треба да се прошират средствата и на сите лица кои аплицирале да им се доделат. Има правна основа комисија да одлучи јавен повик да има распишано за одредени средства? Ќе ве молам да ми ја доставите одлуката на комисијата со која тие решиле да се прошират средствата и пак не ми одговоривте на прашањето зошто средствата кои точно се предвидени за клими не се исплаќаат. Значи тие по јавен повик, зборуваме за тие регуларно кои влегле во тој јавен повик. Така, јас можам да кажам само дека до финанси нема стигнато решение за исплата на лицата кои добиле кои влегле како добитници во Добро, ќе ве сумата молам за ако може да субвенционирање. ми доставите било каква одлука дека треба некакво проширување. Или да се произнеси комисијата која ги разгледува барањата. Или вие како финанси дека немате до вас никакво решение да исплатите средства. Значи до мене, до советниците ве молам да испратите објаснување зошто не се исплаќаат средствата. Ме интересира, рековте за јавна чистота колку проценти? Јавната чистота е реализирана со 45%. Зашо се истите наменети? Истите се исплатени по фактури кои доаѓаат од јавното предпријатие Комуналец и се За колку пари се работи? 45% се реализирани. Истите се наменети за реализација на програмата по јавна чистота, се работи за 8.099.470. 8 милиони? Да. Ова се по програма, така? По програмата за јавна чистота, каде што се состои од чистење на улици. Добро. Понатаму, по кои ставки се потрошени во овој квартал за капитални проекти и колку пари по секоја? Сите капитални расходи влегуваат во категоријата 48 и ставката каде што најповеќе се реализирани проектите 482 во синтетика, други градежни објекти е реализирана во вториот квартал со 111 милиони денари од планираните 381 милион денари. Тие се распоредени или по програми, по основната програма на Оделението за комунални дејности или по развојни програми. Овде ние во ова извештај вкупно даваме за сите заедно. Може да добиеме поставки кај се потрошени тие 111 Имам милиони? испратено, планирано, реализирано секоја програма како е реализирана, со колку проценти. Значи ако може да ми материјалот. доставите, пошто може имате пуштено, ама ако може да ми доставите кај се потрошени и на кои проекти се потрошени овие 111 милиони. Во ред. За сите советници ова важи, не само за мене. Се што се пушта до сите. Понатаму, рековте ставка спорт 90 и колку проценти, а рековте и спортски капитални, тука е за стадионот, така? За стадионот. А другиот колку средства во овој квартал се потроши? Спорт и рекреација е реализирана со 99,84%, а спорт и рекреација капитални расходи со 36,51% и посебна е реконструкција на фудбалскиот стадион под Тумбекафе како развојна со 74,62%. Во делот на спорт и рекреација носам картица ако сакате да ви кажам колку средства на кого се доделени. Да, ако вие мака да ни кажувате, ќе ни пуштите на писмено картицата. Во ред ќе ви ја препратам. Понатаму,
Ставка култура. Од културата се две програми. К3 е музејска и кинотечна дејност, која се однесува на реализацијата на зоолошката градина и установата КИЦ, а К4 програмата се однесува исклучиво за програмата за културни дејности. Колку имаме за КИЦ даено? Сега момент. Нема проблем, ќе почекаме. Ме интересира колку за КИЦ, колку за зоолошката и колку по програма. Од прилика околу 5 милиони денари се издвоени за КИЦ, а 2 милиони и 500 за зоолошката градина, од нашиот основниот буџет. А инаку програмата К4, културата, е реализирана со 86,13 или од планирани 14 милиони 800, реализирани се 12 милиони 747 940. Уште едно прашање, дали имаме пари на ставка култура моментално? Во моментот, со вториот квартал, ова е 2 милиони 52, инаку сега со третиот квартал има околу 900.000 денари негде од прилика. Дали имаме неисплатени договори кои што требало да бидат исплатени според ставка култура? Мислам дека да, има за настани кои во моментот се одвиваат, а се според програмата за култура како традиционални настани. И истите не се исплатени, Не така? се исплатени, да. Меѓутоа, тие си стојат во програмата со ставки колку пари треба да му се исплатат. Да. Добро. Фала, јас немам моментално, ако имам уште некој во текот на расправата. Дали некој друг има некакво прашање? Повелете, колега. Благица, вкупната реализација на вториот квартал 46%, така? Да. 40. На што се должи генералното намалување на трошење на финансиски средства, бидејќи гледавме дека претходно општината трошеше по 60-70%, сега скоро за 20% намалување. Има и Во објективни... споредбено со Со претходните. вториот квартал, да. Вториот квартал минатата година беше негде 46,15% реализација. Има и објективни и субјективни причини. Еве конкретно една од причината е неисплатените субвенционирања по основ на огласот кои се, значи решенијата се уште стојат неисплатени, тие ќе влезеа во оваа реализација. И дел од фактурите кои од некакви си причини стигаат покасно, а треба да се платат во тој квартал, па се префрлат да се платат во наредниот квартал. За тоа секогаш има објективни и субјективни причини. Назад низ годините, вториот квартал секогаш бил околу 50%, така? Прилика, да, околу. Дали некој друг сака? Повелете.
Вагица, од твоето искуство со вториот квартал, колку од прилика во 2 години уназад биле капиталните расходи? Процентот на реализација колкав бил од прилика? Дали е колку овој? Бил колку овој? Па, Пошто сега гледаме тука дека тој е 30%. па од прилика толку, околу 30%. Не знам годините назад, треба да се вратам, значи не можам. Од прилика така, од искуство. Можам да ви извадам, ако сакате, години уназад, да ви Не, извадам. една година, две, да видиме споредбено, да направиме некој. Да, од прилика тука се движат. Добро, ако можеш... Третиот квартал е тој каде што реализацијата е поголема, бидејќи летниот период се работи, се насочени кон... Да, и вториот се работи, ама третиот на интензитетот е поголем. Добро, ако можеш за 2 години уназад, Можам. например, да видиме. Можам. Колку бил? Некој друг прашање? Повелете. Благодарам. Сега, бидејќи се побараја тука податоци по однос на капитални инвестиции во ставка 482 и за култура, на 35 од страна на секторот за финансиски прашања не беа доставени податоци. На 35.2023 година го имаш сигурно, Благица, тој дописот. Ако може тој да се апдейтова согласно вториот квартал со завршувањето и да имаме точна представа кои се капитални инвестиции се платени и реализирани во 2023 година. И тука стојат сите податоци по однос на програмите К3 и К4. Мислам дека, еве баш го гледам тука дописот, да оставен до председател на совет, ако може тој да се апдейтува. Во ред, нема проблем. И ако може, реализацијата на вториот квартал, вкупната реализација 2019, 2020, 2021, 2022, вкупната, значи, реализација и по однос само на капиталните инвестиции, колку било. Значи, два прегледи да имаме. Едниот преглед за капиталните, другиот Вкупната квартални. реализација. Да. Во ред. А не разбрав, неките да имате друг, тоа што го побарав јас да не ни го дава, да ви го дај тоа што го барате вие? Не, Значи не. секој посебно си има барање и да, сите што ви бараме ќе ни доставите на писмено. Повелете, колешка. Не, ако може да кажам. Кажете. Веќе нема таков преглед пратено. Добро, и? Не знам дали го имате видено вие. И? На 31.5. На 35 тој што е пратен. Само тој истиот да се апдейтова. Добро, вас нека ви го пуштат, само тој апдейтован, мене ќе ми пуштите тоа што ви побарав и на другите советници. Добро. Повелете. Значи, тоа што е за апдейтување, пошто вториот квартал опфаќа период до 36-ти, на 35-ти не може да е исто со 36-ти. Добро. Се надевам ќе си ги запишите барањата и си знаете вие точно што значи квартал и за кој период бараме. Значи две работи имаме од мене, колешката, колегата, така да ќе ве молам до седница да ги добиеме. Дали некој друг бара збор? Уште една работа, дали имаме исплата, дали имаме договори во односно работи кои што треба да се исплатат од општината во врска со програмата спорт и кои не се исплатени во овој момент. И колку се тие? Средствата кои ги додели комисијата за спорт, претходно кога заседаваше, не се доделија средства и на Сдруженија на граѓани и на физички лица. Не се доделени бидејќи се очекува, бидејќи сите средства беа ставени под ставката Сдруженија на граѓани, а потоа комисијата најверојатно одлучи да му додели и на физички лица кои имат... Значи комисијата не одлучи, туку вие пуштивте представник и во јавниот повик имаше две ставки, не одлучи комисијата. Значи јавниот повик се однесуваше и на физички лица и на Сдруженија на граѓани, не одлучи комисијата. Мене ме интересира дали во програмата стои дека треба да има таква исплата. Стои, така? Стои, да. Зошто не е исплатена? Немаме средства на сметката?
За да се исплатат решенијата, потребно е ставката да се подели на две, односно со ребалансот во едната ставка има Значи, јас ве повеќе. прашувам дали во програмата која е изгласана во декември постојат здруженија на граѓани за физички активности кои требало да добијат средства. Да, но со односот на сега на здруженијата во однос на физичките, за здруженија има повеќе средства доделени и за физички има помалце, а таму во програмата не му стоеше така. Мислам, точно не беа утврдени износите на средствата, колку ќе бидат за здруженија. Меѓутоа беа колку за предвидени физички. средства, Беа така? предвидени, да. Па сето го предвидува општината, не го предвидува комисијата. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку немаме дополнителни прашања, ти благодарам, Благица. Точка број 2. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во собственост на општина Битола на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост, порака Битола. Повелете. Значи, согласно ова одлука е спремена нормално одделението за имотно-правни односи, бидејќи тие нели го даваат просторот на општината. Се работи за дислокација на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост, порака. Во моментот ќе бидат се испланирано да бидат во објектот Велко Влаховиќ, каде што ќе добијат на користење бесплатно 3 канцелари во период од 1 година. Тие во моментот се наоѓа во Ангелмајерот, значи местната заедница, меѓутоа бидејќи тој објект нели треба да се дислоцира, затоа се пренасочуваат во местната урбаната заедница Велко Влаховиќ. И колку време ќе добијат? Периодот е написан овде 1 година, претпоставувам бидејќи да видиме дали сето тоа ќе биде во ред, дали ќе им одговара во период од 1 година. Добро, фала. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Точка број 3. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You. Велете. Благодарам. Јас ќе му дадам збор на координаторката, односно проект менеджера на овој проект, подетално да го објасни што е, зашто е ова одлука. Благодарам. Добар ден на сите. Се видовме, мислам дека пред X месеци, повторно сега се гледаме врска со проектот Smart for You 2, кој што е ИПА крос-бордер проект со Албанија. Во врска со измената и дополнувањето на одлуката, јас сакам прво како воведно да кажам неколку реченици зошто стигнавме до, мислам, зошто е генерирана оваа одлука и што е она кое што де факто ќе повлече оваа одлука во иднина, за да немаме недоразбирања. По однос на проектот, значи проектната апликација течеше, мислам дека во периодот од 2020 година, од тогаш се е аплициран проектот. Подоцна беше одобрен. Кога почнавме со имплементација на проектот, една од активностите кои што требаше општина Битола да ги реализира, беше реконструкција на зграда парк. Знаеме која е таа е зградата која што се наоѓа во рамки на дворот пред офицерски дом. Меѓутоа, бидејќи проектот беше аплициран 2020 или 2021 година, јас тогаш значи не бев дел од проектниот тим, ниту од проектната апликација, предмер пресметката која што беше пратена до делегација на Европска Унија беше со одредена сума околу 400.000 евра за реконструкција на зградата парк. Меѓутоа, кога почна реализацијата на проектот, кога се направи ново истражување на терен, или после ковид пандемијата, видовме дека цените драстично се променети на градежните материјали, дека таа предмер пресметка, односно таа реконструкција, би коштала дупло повеќе пари од она кое што е предвидено во рамки на проектот како проектна активност. Од тие причини, значи во мноштво дискусии со делегација на Европска Унија, со представниците на општина Битола и други релевантни фактори, значи предпријатието кое што е вклучено директно нели во проекција на тие планови и тие предмер пресметки, видовме дека реално дополнително кофинансирање од општината во тој период од некои 400 или 500.000 евра навистина би биле премногу за да се направи зградата која што согласно и проекцијата на зградата се уште не беше дефинирана неизината, во целост не беше дефинирана неизината улога во рамки на градот. Од тие причини преминавме кон замена на оние пари кои што ни се дадени, значи со предлог на проект или предлог активност за општина Битола, од аспект да не биде сторниран проектот од делегација, бидејќи тоа не е добро заради општината, заради нели европските пари, помошта која што ја даваат делегација нели во овие развојни проекти. Да најдеме некоја солуција, односно некое решение кое што би било еквивалент или приближно до парите кои што ги имаме во проектот, за да не се изгуби проектот и да не се изгубат парите. Така да првично, можеби дел од вас сте запознати,
неформално се направи пренамена, да речем, на активноста во партерно уредување предофицерски дом. Меѓутоа, заради X други, не би ги дискутирала во овој момент, состојби, нели, делегација не ни даде одобрение официјално поднос на таа активност. Повторно со некое дополнително истражување што е она што е приоритет на општина Битола и односно потреба на граѓаните, видовме дека нели доста гласни бевме како граѓани, како жители на општината да направиме велосипедски патеки, бидејќи се надевам дека сите ќе се согласиме по однос на ова прашање, дека навистина ни се потребни, бидејќи кога направивме некој истражување колку имаме велосипедски патеки во градот, навистина тоа е една многу мала цифра за разлика од тоа колку сме ние љубители на велосипеди, нашите деца и сите жители на општината. Од тие причини преминавме кон првично, морам да кажам, бидејќи парите се европски, значи проектот е европски, дали делегација согласно приоритетите кои што ги има во рамки на овој проект, дали ќе го финансира, односно дали таквата предлог активност ќе биде прифатлива во рамки на проектот согласно оските на кои што се потпира овој проект. Начелно имавме мноштво на разговори, мноштво на проблематизирање, мноштво на договарање, зборувам на ниво на делегација на Европска унија. На крајот беше дадено некое зелено светло дека може да се направи проект и да може да се реализира оваа активност со парите кои што ги имаме во рамки на проектот, нормално со одредено дополнување на средствата, бидејќи согласно предмер пресметката која што ја направивме за тие велосипедски патеки, одстапувањето беше од некои по мое, како беа Венцо, 10.717.000 денари 696. Што значи дека, што би значило во рамки на проектот ова, дека оние 399.000 евра, 399.776.000 евра, ќе бидат преземени за реконструкција на патеките со дополнување на оваа сума, бидејќи целосниот проект изнесува околу, мислам дека точните бројки Венцо ги имаше согласно последните предмер пресметки, така да дел, односно поголем дел од парите кои што ќе бидат искористени за реконструкција на овие велосипедски патеки и правење на овие велосипедски патеки ќе бидат европски пари, а остатокот нели ќе бидат во рамките на проектот, односно проектни пари, а другиот остаток ќе биде дел кој што ќе треба дополнително да го финансира општината. Зошто е тоа така, пак ќе речам, бидејќи ние не можеме, нели точно баравме солуција која активност да се најде, што е она кое што може близу да биде вдомено, ќе речам така народски, во рамки на овој проект за да биде функционален, и од тие причини видовме дека еве и ова е нужно и потребно за градот и може да биде поголем дел, да речам, од парите да бидат искористени за реконструкција на овие патеки. Уште едно дополнување кое што сметам дека треба да го знаете, овие велосипедски патеки ќе се протегаат на улица Васко Карангелевски од едната страна, значи од страната на Педагошка и на Партизанска од двете страни. Ние се обидовме со, да речам, лицата од општина Битола да се направи едно видео кое што ќе прикажува како тие би изгледале, каде би се протегали и така натаму. Меѓутоа до комисијата не стигнавме, се надевам дека до совет можеби ќе имаме некое такво видео кое што ќе го погледнете, пак ќе дискутираме, пак ќе речам понатаму во процесот. Тоа е тоа. Доколку имате некои прашања, да. Имаме измена на членот 1, претходен, од 296.562.000 евра во 299.854, запирка 14.000 евра. Ова финансирање е финансирање кое што е со предлог апликацијата, значи секој од партиципиентите во рамки на проектот се обврзува дека ќе го даде. Меѓутоа, јас кога го наследив проектот, морам така да кажам, бидејќи проектната апликација течела пред мене, односно пред X години, не би го дискутирала тој момент. Ја наследив кога се направи прочистување на целата буџетска проекција, значи целиот буџет. Зборувам тука дека јас сум проектен менаџер во рамки на проектот кој што е одговорен за сите 5 компоненти. Во проектот имаме 5 компоненти, тука е
Музејот Битола, Општина Битола, МКЦ и две албански партии, односно Корча и Пустец. Што значи дека кога се направи целосно прочистување на проектот, видовме дека има некоја мала интервенција во делот на кофинансирачкиот дел, нормално во координација со делегација, и затоа имаме измена на таа првична сума од кофинансирање 296.562.000 евра во 299.854,14.000 евра. Сметам дека тоа е тоа и уште сакам да кажам дека оваа сума која што сега е предвидена во рамки на одлуката, таа ќе биде бидејќи ќе бидат тие проектни пари. Целиот проект бидејќи е на делегација на Европска унија е ослободен од ДДВ, што значи дека и сумата ќе биде помала или ќе биде ослободена од ДДВ. Што значи, пак ќе речам, и како крајна инстанца, не значи дека и таа ќе биде крајната сума, бидејќи ова ќе се тендерира, па не знаеме понудувачот, може со драстично помала сума ќе конкурира на тендерот. Значи, тоа е пак процес еден кој што ќе го следиме и за ваша информација ќе бидат споделени со вас сите информации кои што ќе течат во процесот. Во кратки црти толку имав да кажам, доколку имате прашања, стојам на располагање. Ви благодарам. Дали некој има прашање? Павеле. Сега, значи, носим одлука за кофинансирање. Тоа значи дека имаме потпишан договор со делегација адендум на основниот договор. Така? Да. Сега имаме втор адендум. Значи имавме прво еден адендум кој што е на 35.2022 година, меѓутоа во тој адендум тука ставено е само почеток на датата, бидејќи се пролонгираше имплементацијата на проектот, значи влегуваше во некоја друга фаза, а сега имаме адендум 2 потпишан, во кој што правиме замена на активноста реконструкција на зграда парк со износот кој што бил во првичната предлог апликација, со реконструкција или изградба на систем од велосипедски патеки. Така е точно насловен во рамки на проектот. Сега, значи, се чека одлука за кофинансирање и вие како проектен менаџер треба да ја продолжите процедурата за изградба на велосипедски патеки, така? Да. Добро, фала. И уште едно мало дополнување, да, после ваквата одлука ќе следи тендер, кој што тендерот ќе биде согласно правилата на делегација, значи ќе биде по прак направен, што значи дека делегација апсолутно не допушта да друг да има контрола на тие средства, туку стрикно тие си имаат контрола и согласно нивните правила и прописи ќе биде и тендерирано се тоа. Благодарам. Прашања друг? Јас имам прашања, меѓутоа моите прашања се до Венцо. Првото прашање е кој донел одлука за измена на проектот баш за оваа намена? Интересира. Второто прашање е, тука сите бевме сведоци на презентирање на реконструкција на тротоари на тие улици кои што ги кажа координаторката, ги кажа точно улиците за кои ние овде расправавме дека ќе имаме реконструкција на тротоари. И третото прашање ми е дали имате одговор, еве ако се пренамени то, што ќе се случува со зградата парк? Овие се прашања до Венцо од општина. Велете. Благодарам. Значи јас да појаснам, проектот како што кажа координаторката, како што е прифатен од европска делегација, во незиното излагање беше напоменато велосипедски патеки, меѓутоа целокупниот назив односно целокупното име на проектот е реконструкција на тротоари, значи во овој дел се подразбира реконструкција на тротоари со вредност од без ДДВ 27.831.930 без ДДВ. Значи во тие пари сега што ги пренаменуваме, односно што ги бараме и што планираме. Значи разговараме за реконструкција на тротоари. Дозволете, реконструкција на тротоар во кој што треба да имаме надзор реконструкцијата на тротоар, предвидени се средства и за таа намена и изградба на велосипедските патеки со хоризонтална и вертикална сигнализација на веќе реконструираните тротоари за кои што имаме соодветна документација за тоа во вредност од 45.143.000 евра за кои што ќе треба и надзори за тоа да се направи. Вкупната инвестиција за реконструкцијата на тротоарите, кај што ќе ги градиме велосипедските патеки и надзорот за двете активности е 547.463,7.
евра, од кои што ги одземаме парите предвидени со проектот кои се 399.774 и останува за дополнително финансирање на општината од 147.687,7 евра, односно 10.717.696 денари со кои што средства треба се предвидат во 2024 и 2025. Така е наведено во самата апликација, што не значи дека во 2024, односно да се почне и да се заврши целиот проект, доколку успееме да го завршиме. Меѓутоа, со оглед на дека се работи за 5 километра и 280 метри, а реконструирани тротоари на кои што ќе имаме изградено велосипедски патеки, се надеваме дека ќе го завршиме во една година, меѓутоа да си оставиме простори за 2025. Во однос на прашањето кој одлучил, што одлучил, значи јас не сум тој што одлучил, има раководни структури, кај што разговара и проект менаџерот кој е задолжен за овој проект со европска делегација. Општината понуди повеќе проекти, како што каже, го понуди офицерски дом, околу офицерски дом не се прифати, го ги понуди, како што каже проект менаџерот, овој исклучително значаен проект за градот и е прифатен од делегација. Значи што ме прифатен од делегација, затоа ставаме овде на разгледување. Во однос на не знам третото прашање дали одговорив на сите, дали ги Не ми запишав? одговаривте. Кое беше третото третото? не ми одговори. Извини. Што е планот со зградата парк? Значи планот со зградата парк, значи нели имаме основен проект за реконструкција на зградата. Планот е дека треба да возбедеме над 800.000 евра и за да реконструираме зградата на парк. Значи немаме друг план со зградата, освен реконструкција како општина? Планот е тој, значи првично, тоа што го кажа Ана, зошто дојде толку голема разлика, првиот проект или првата проекција што била за тој објект е многу пониска, околу 400.000 евра, зошто? Затоа што површината на постечкиот објект е помална во однос на проектираниот што се планира да се изгради таму согласно реконструкцијата. Значи таму е кино, еден партер со многу мал подрум, квадрати колку што бил. Сега практично имаме дупли квадрати, може не дупло, него тоа многу поголема површина затоа што се прави и натрешен дел кај што се зголемува површината. Тоа е причината зашто е дојдено до 800.000 евра, како што каже и координаторката, и нормално промена на цените. Значи од 400.000 евра на 800.000 евра дојде проектантската вредност на проектот. Што ќе се предвиди натаму? Значи, тоа ќе оставиме на советниците, на вас да кажете што ќе го планираме тој објект за иднина. Меѓутоа треба да најме 800.000 евра и да го реконструираме. Имаме одобрение за градба, имаме документација целосно. Добро. Ви благодарам. Прашања друг? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 4. Одлука за изменување на одлуката за ценовникот за користење на спортски објекти на подрачјето на општина Битола. Представник? Јас сум. Повелете. Значи, со оваа одлука правиме измени на претходните две одлуки во 2012 и 2014 година за ценовникот за користење на спортски објекти на подрачјето на општина Битола. Бидејќи во меѓувреме се наели настана и промена на името на спортската сала, па така да тука правиме и таа промена. Се додава делот за користење на кугланата. Значи, тука се цените за користење за тренинзи, за официјални надпревари и за рекреација на кугланата. Потоа се додава дел во рекламниот простор на големата сала, на спортската сала, тоа е за реклама на прозорец, бидејќи во претходната одлука не постоеше. Исто така се додава делот за користење на закуп на простор кој што во ова сала Боро Чурлески, кој што не е во функција на спортот, тоа е поставување на самопослужен апарат, банкомат и користење за комерцијални цели на просторот во ходниците. Се додава исто така во дел за фудбалскиот стадион за рекламен простор на несветлосна и светлосна реклама, како и исто така за користење на делот фудбалскиот стадион за простор што не е во функција на спортот, тоа е повторно за поставување на самопослужен апарат, банкомат и просторот во ходникот. Значи дополнување на една одлука која што имаме претходно. Значи се работи само за тие банкомати, кафемати и За се работи и за кугланата. кугланата. Битниот дел беше за кугланата да ја ставиме во функција, може да се Добро. користи. Благодарам. Цените се во координација со останатите општини, да знаете, гледавме како не гледавме најпоболни цени да најдеме. Ги имате пуштено? Да. Да, не ги имам видено. Да, има. Благодарам. Дали некој друг има прашања?
Јас имам само прашање во врска со кугланата. Таму ќе имаме ангажирано лице од општина Битола или не? Не, повторно ќе биде преку јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти кои што во рамките на комуналец. Значи истите Добро. тие ќе бидат тоа Значи одделение, тие ќе биде ама одговорно. ќе мора да ангажират лице кој ќе биде таму одговорно, да, со така? фискална, да, со секако што е за ќумурното нели Да, затоа се- ве прашувам дали Да, ќе имаме лице ангажирано. Благодарам. Доколку немате прашања, минуваме на следна точка. Точка број 5, одлука за примање на донација на техничка документација основен проект за реконструкција на спортски игралишта на КП број 6027, катастарска општина Битола 1/2. Само момент, Вики, ова што е дополнителната точка, ако сакате, може да ја поминиме денес што се работи за донација, да не губиме време пред седница? Ова сега што ми ја дадовте, согласност на проектот. Да, добро. Значи да. да ја поминам ова, па ќе се вратиме Баш, на неја. Основен проект за реконструкција на спортски игралишта на КП број 6027, катастарска општина Битола 1/2, општина Битола, од ОЛ Стентон градба Битола. Повелете. Кој е представник? Јас. Значи, за веќе е изготвена проектната документација за реконструкција на постоечките објекти, а вкупната вредност е со ДДВ 32 милиона 150 780 денари. Се работи нели за ракометното игралиште, односно фудбалско ракометно игралиште, кошаркарско игралиште и игралиште за одбојка, со тоа што околу фудбалското игралиште, односно ракометното игралиште, има и патеки за трчање. Значи, околу објектот, односно од двете страни на тој спортски терен, има и игралиште за трчање. И, како што рековте, донатор е Стентон и имаме веќе одобрение за реконструкција, обезбедено. Елпида Караманти. Основното училиште е Пила Караманди, игралиштата во основното училиште е Пила Караманди. Благодарам. Прашања? Повели. Рековте фудбалско и од одбојка и за кошарка. Тениските игралишта, дали се во предмет пресметката? Таму има и тениски Согласно игралишта. детални урбанистички план, вакви објекти има таму. Вакви си, затоа тие така се... На терен има и тениски игралишта. Може би има, меѓутоа согласно деталниот план, ја постапивме по деталниот план. Како што е во деталниот план, така ги дефиниравме. Цените кои што се предложени во проектот на донаторот, дали ги проверивте со цените што се изведуваат други исти вакви градежни објекти? Значи цените ќе ги дефинира самата јавна набавка која ќе дојде да се гради. Ние не можеме да ги провериме или да кажеме Имате високи си. проценета вредност. Тие се проценетата вредност, ние не сме истражители или не знам, мислам да правиме дали е толку или не е толку. Самата вредност на пазарот кој ќе да се објави ќе си каже дали се високи или ниски. Не знаеме ни кој ќе се длежа. Дали ние не сме Исто такво игралиште. Значи оставите го да докаже, Значи па после не, ќе прашате. дали сме ги Влегвате провериле? во Значи не сме ги провериле. Проектниот за цените си одговара проектантот и ревидентот што се дајни во проектот. Затоа имат лиценци, улостување и така натаму. А ако ги проверуваме сите цени, меѓутоа ако треба да ги провериме, ќе ги провериме, ќе треба стручни Проверете лица на таа обезбедиме, да ги подлогата. анализират и така натаму. Така да На тарта на подлогата проверете ја цената што изработува општината, јавното предпријатие и на донаторот. Фала. Благодарам. Колега, постои за и против. Може да гласате против донацијата и готово. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, благодарам за објаснувањето. Минуваме на следна точка. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во МЈП Пела Линк Битола. Повелете, директора. Добар ден, почитувани. Правилникот за плата беше изработен на почетокот на годината. Сега му дојде денот за да се утврди висината на бодот. Платите се предвидени уште со планот за работа на предпријатието. Врз основа на платата, на најниската плата за административни службеници, со математика е определена висината на бодот. Висината на бодот е пресметена да биде 50.5 денари. Доколку има прашање, повелете. Благодарам. Прашања?
Доколку немате, ви благодарам за присуството. Ви благодарам. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на граѓаните на општина Битола. Директорот ми се најави дека е одсутен и дека ќе пушти представник. Да. Ајде да го завршиме ова, секако го прочитав. Повелете. Јас ке за КЈП Нискоградба за ценовникот кратко би Повелете. се произнесла. Имаме измени и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи за потребите на граѓаните на општина Битола. Предложена е цена за рачно чистење на канализациони приклучоци на индивидуални и колективни стамбени згради. Тоест, работа со време трајање до 1 час се наплаќа како цел час и тоа 2500 денари без ДДВ и 5% ДДВ на оваа цена 2625 денари до 1 час. Оваа цена кон граѓаните и досега се користеше за фактурирање на извршените услуги, но позицијата во фактурата гласеше 5 работници по 1 час по 505 денари по работник, што значи вкупно 5 часа, па така при ваквото фактурирање имаше реакција од страна на граѓаните зошто 5 часа и слично, па затоа предлагаме во иднина да се користи по час и позицијата би гласила како што е предвидена. Втората Пошто во установата финансиските трошоци се драстично зголемени, а приходот е ист и корекција на цената не е направена од 2013 година, потребно е да се направи корекција на цените согласно зголемувањето на животните трошоци за 2021-2022 година, бидејќи во иднина мора да алармираме и да интервенираме, приходите на установата нема да се одвестуваат со расходите на истите и приходите ќе бидат помали од расходите на установата, а мора да го земиме фактот што и во зголемувањето на трошоците за живот продолжува и во 2023 година. Еве сведоци сме и во изминатите денови, значи повторно се врати 18% ДДВ на струјата, повторно имаме покачување на млекото и млечните производи, така да сите овие набавки кои што претходно сме ги правиле по одредена цена, сега трошоците се зголемени дупло, негде и тридупло, така да сметам дека со претходната цена која што беше за сместување на старите изнемоштени лица нема да може установата да функционира како што треба. Корекцијата на цените за долготрајно сместување стари изнемоштени лица е повеќе од потребна и издржана поради порастот на бруто платата, порастот на цените на прехранбите производи и пијалоците, порастот на цените на електричната енергија, порастот на цените на нафтените деривати, порастот на цените на средствата за хигиена и дезинфекција, порастот на цените на лекови и медицински материјали, порастот на цените на медицинските услуги, порастот на цените на 1 час за одржување на опрема и поправки, порастот на цените на мебел и покукинина, пораст на цените на средствата за одржување на лична хигиена, пораст на цените за терапевски помагала и опрема, пораст на цените на материјалите за поправка и одржување на живеалиштето и апаратите во домакинството и порастот на цените за транспорт и друго. Врз основа на спроведената финансиска анализа за месечни расходи и приходи за просечен број на корисници 150 во дом за стари лица, и овај документ исто така беше приложен, вкупниот месечен трошок по лице изнесува 28.043 денари, а на дневна основа изнесува околу 935 денари, од кои приближно 50% е наменска дотација од МТСП, што значи дека околу 467 денари на дневна основа имаме по корисник, а вкупниот месечен трошок по корисник изнесува 14.010 денари месечно. Врз основа на горе наведеното, корекцијата на цената на услуги би била за 23,6% според индексот на зголемени трошоци за 2020, 2021 и 2022 година. Коригираната цена би имало потреба да се смени во 12.000 денари за корисници кои немаат потреба од помош и коригирана цена за корисници на кои им е потребна помош 14.500 денари месечно. Корекцијата на цена се однесува на корисници со индивидуален договор за сместување кои не се социјално загрозени и не се во социјален ризик, додека корисниците кои се под социјален ризик и се социјално загрозени се сместуваат со решение за сместување преку центрите за социјална работа. Исто така ја имавме во предвид кога ја правевме цената за
издршка ја имавме во предвид и најниската старосна пензија, која што во моментот изнесува 12.460 денари. Истата ќе подлежи на зголемување од месец септември. Корекцијата на цените за сместување е во корелација и реална со минималната старосна пензија, кога се работи за корисници кои немаат потреба од помош, но исто така корекцијата на цената и за корисниците на кои им е потребна помош, односно 14.500 денари, е реална, имајќи го фактор што сите корисници кои што спаѓаат во категоријата на приматели на старосна пензија минимална, остваруваат дополнителен паричен надоместок за помош и нега од друго лице од околу 4.000 до 5.000 денари, така што истите примања ќе бидат доволни за подмирување на трошоците за сместување и услуги во дом за стари лица Сјуерайдер. Ризици по функционирањето на установата и корисниците со целосна анализа која е направена изминатиот период, доколку цените за услугите и сместување на стари изнемоштени лица не бидат коригирани после 10 години, во иднина установата ќе се соочи со следните ризици и проблеми: намалување на квалитетот на услуги кои се пружаат на старите изнемоштени лица, намалување на квалитетот на услови за домување на корисниците, намалување на квалитетот на медицински услуги, намалување на квалитетот на одржување на хигиена, намалување на квалитетот на рекреативни и терапевски работни активности, проблеми во целокупното работење и функционирање на установата. Доколку се предлогот за корекција на цени се усвои и доколку биде одобрен од страна на релевантните и надлежните институции, корекцијата на цената би започнала од месец ноември по предходно писмено известување на сите подписници на договори за сместување на стари изнемоштени лица во дом за стари лица Сјуерайдер Битола. Прилог документи имавме пратено извештај од Државниот завод за статистика, финансиска анализа, договор со Ако општина може Бурга малку тишина во салата, пошто и одлука од господјата управен објаснува одбор. и се труди да ни објасни што треба да гласаме. Мислам, ако ви се прави муабет, може надвор да правите муабет. Ви благодарам. Извинете. Тоа е накратко. Документите ги имавме приложено, деталната анализа, можете да ги видите, доколку имате прашања. Благодарам. Дали некој има прашање? Доколку немате, може и за другата точка Може за... да. Повелете. Во предгодишниот план за вработување, значи според систематизацијата на работните места што имаме сега важечката, значи за 2024 година се предвидени 3 работни места и тоа медицинска сестра, тоа е според правилник за систематизација на работни места, планиран број на вработени, физиотерапевт кој што ни е наложен од записник од инспекција од Министерството за труд и социјала како нужно и неопходно потребен кадар, и имаме готвач во кујната, готвач 2, кое што е работно место поради отказ со спогодба. Значи, според систематизацијата се само овие места, изминатиот период имавме нови вработувања на геронтодомакини, така да тој бројка и геронтодомакините е веќе исполнет. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Годишен план за вработување Основно училиште Стив Наумов Битола за 2024 година. Директоре, повелете. Почитувана председателки, почитувани советници, колеги и колешки, годишниот план за вработување на Основното училиште Стив Наумов за 2023-2024 се состои од 2 вработувања. Едно е пензионирање на хигиеничар и другото вработување е секретар. Значи, ние во тој годишен план ги имаме предвидено само овие 2 вработувања. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Следна точка. Годишен план за вработување во Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2024 година. Повелете. Добар ден на сите. Основното училиште Тодор Ангелевски од Битола со годишниот план за вработување за 2024 година има предвидено само едно работно место, тоа е хигиеничар по основ на пензионирање. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Преминуваме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола во вториот квартал од 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 2. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Битола. Кој е за, ве молам да крени рака.
5 за. Точка број 3. Одлука за измена на одлуката за согласност и кофинансирање на проектот Smart for You. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 4. Одлука за изменување на одлуката за ценовникот за користење на спортски објекти на подрачјето на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 6. Одлука за примање на донација на техничка документација основен проект за реконструкција на спортски игралишта на КП број 6027, катастарска општина Битола 1/2, општина Битола, Дуел Стентон, градба Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во МЈП Пелалинк Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на граѓаните на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за за изведување на монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник за услужни работи и паушали на ЈКП Водовод Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 10. Решение за давање согласност за донесување на ценовник за изведување на градежни работи и монтажни работи за трети лица на ЈКП Водовод Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 11. Решение за давање согласност на одлуката за промена на цената на услугите за корисниците сместени со индивидуални договори во дом за стари лица Сјурајдер Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за, 1 воздржан. Точка број 12. Годишен план за вработување во дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 13. Годишен план за вработување во Основно училиште Стив Наумов Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 14. Годишен план за вработување на Основно училиште Тодор Ангелевски Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. И дополнителната точка. Одлука за согласност на проектот џЕС мрежа Франција Балкан фаза 2. Кој е за, ве молам да крени рака. Ке ви стигни на мејл само некоја согласност дали сме заинтересирани за проектот. 5 за. Констатирам дека комисијата е завршена. Ви благодарам за присуството.